категорија. Програми што не се препорачуваат за деца под 12 години. Неопходен е надзор од родител или старател. You know that little clock? The one on your VCR? The one that's always blinking 12 noon? 'Cause you never figured out how to get in there and change it. So it's always the same time. Just the way it came from the factory. Good morning. Good night. Same time tomorrow. We're in record. So here are the questions. Is time long? Or is it wide? And the answers? Sometimes the answers just come in the mail. And one day you get that letter you've been waiting for forever. And everything it says is true. And then in the last line it says, burn this. We're in record. And what I really want to know is this. Are things getting better? Or are they getting worse? Can we start all over again? Stop. Pause. We're in record. Good morning. Good night. I knew without a body move, and in our hearts we fly. Stand by. Good morning. Good night. И бидејќи беше пролет и бидејќи ја избегнував толку долго, загазив надолу длабоко во дупка. Па излегов на чистина. Небото беше
препълно со есен. И супер кристално. И се трепереше во долги сини сенки. Носе фотографија од градот. Намина автомобил со фарови што блиндираат. И ме отмина. Еј! Извинете. Можете ли да ми кажете каде сум? Време. Времето одбројува. И бев заборена со една моја пријателка, кога таа наеднаш ме праша: а кој те научи што е тоа убавина? И јас не знаев што да ја одговорам. И што е всушност убавина, нешто многу големо и несватливо? Или супер ново и сјајно? Или тешко, комплицирано, длабоко? Може би е тоа повеќе само еден момент. Или може би одговорот е дека целиот наш живот е една неквалитетна уметност. Нема еден централен заплет, а темите се движат според случајност и неповрзано. Има една приказна која се развива, па потоа се напушта, па ликовите повторно се појавуваат и тие заменуваат без некаква посебна причина и без некаков посебен драматуршки редослед. Ти имаш толку од своите внатрешни гласови кои ти кажуваат на што да мислиш, што да правиш. Каде да одиш на момент изгледа како да преголема група писатели на уморно работат, пишуваат цел ден и цела ноќ. При тоа не договарајќи се за драматуршката целина. Тоа се оние соблечени луѓе за кои Том Уейтс вели дека се толку голи што изгледа дека немаат кожа, работат нон-стоп. Како празните автобуси кои возат низ цел град. Цела ноќ без патници. Како на автоматски пилот. Како што е подсвеста. Таа секогаш се труди да комуницира со нас, но проблемот е што не се служи со зборови, не знае ниту еден збор, но затоа ти покажува работи, предмети. Ја гледаш онаа црвена? На што те потсеќа? А онаа сина боја? Ќе поминат години додека се трудиш да сватиш зашто всушност тука се работи. А тука си и дупките во јазикот. Јас ќе се сокријам тука на неколку минути пред да продолжам. И еве една. Чекај. Почекај ме. Барем до летото. Само ти почекај. Но ти не го направи тоа. Не ме почека. Срце. Еј! Застани. Сеќавање или времето како такво одбројување. Брзина. И го прашав: еј! Застани! Можеш ли да ми кажеш каде сум? Добро утро!
Ти реков, како спиеше, како си? А ти одговараш, о, супер, се е одлично. Да, срце, ногите е таму каде што умот се одмори и се приготвува за следниот ден. Ке го облачам црвениот фустан и одиме од почеток. А кој те научи што е тоа убавина? Таа се насмеа. Ке ти отсвирам цела симфонија, но со сите ноти отсвирана наназад. Еј! Daddy, daddy, Застани. it was just like you Но said. ти не го направи тоа. Не ме почека. Outnumber the dead. Speak my language, my language. Еј! Hello, hello. Застани! Можеш ли да ми кажеш каде сум? Сеќавање. Сеќавање. Сети се на мене. Quick, there go the dead. Ало, ке можеш ли да ми кажеш каде сум? Ало, има ли некој таму? Ало? Не. Полни се со спектакуларно одглумени винирања. Не, сосема погрешна смртта. Не може да се одглуми. Таа како факт нема никаква врска со тоа што ја гледаш како се случува. Таа не се состои од викање, стенкање, нагласено тешко дишење, трескање од земја. Не е тоа она што ја прави да биде смрт. Смрт е кога некој никогаш повеќе не се појавува. Само толку. Сега го гледаш, сега не го гледаш. Само тоа е реално. Ненаметливо и ненајавено го напушташ. Видокругот на другите и твоето исчезнување како што одминува времето станува се подолго. Се додека на крај не почне да мириса на смрт. Јас овде зборувам за вистинска смрт. А тие тоа никогаш го немаат искусено, тоа не може да се одглуми. Илјадници пати глумеле обична смрт без да пролеат една вистинска капка крв. Зашто и во самиот миг кога го глумат тоа, знаат дека утре ќе се појават пак во некој друг костим, во некој друг филм, ама после вистинската смрт никој не станува. Никој не ќе се правтува до леката, не се поклонува на публиката, нема аплаузи. Само мрак и тишина. Смртта не е ништо убаво.
Нема романтика во умирањето, тоа не е игра која што набрзо ќе заврши, смртта е... Да, е... Отсуство. На присуство. Ништо повеќе. И нема втори надежи, втори почетоци, не мириса на светлина, не се слуша музика. Само мрак и... тишина. Зошто ме пративте овде? Уđу во Багдад. Јас не можев да знам за тие мочани космонаутски ракави. Кој кому му ги дали? Зошто му ги дали? Мислам... Еј, господине, се извинувам. Можете ли да ми кажете каде сум? Каде ме водите? Каде? Зошто ме почекате да ви објаснам? Значи, каде и зошто? Јас како научник, не. Се работи нон-стоп, како просни татковоси кои возат низ целиот град, силенојќ без патници, нешто како на автоматски пилот. Не. Значи, ништо повеќе. Не, што реков како ништо повеќе, тоа е многу повеќе. Што е науката? Мајка на... Па тоа космонаутско дело што би смислив, тоа е за човештвото што сум јас. Мајка на... А што? Зарем не требаше да му ги дадам ракавите? Таа страдаше. Тој страдаше. Етиката знае да е препрекано јас. Јас имам доказ. Нам не требаат среќени космонаути кои ќе одат на мисија. Не нам, му требаат на човештвото. Науката е светлина на човештвото во оваа ера на вселенски истражувања, кога човекот се вивнува во неслутени височини. Еј, господине, застанете! Продолжуваме. Времето е одброено. Did it say take me with you or take me as I am? We're going down to the bottom, all the way to the bottom. We get turned around. There is another world spinning inside of this one. Заради тебе ќе ме шутнат во Багдад. Кажи ми зошто да не ти го свиткам вратот веднаш, а? Продолжуваме. Кога се приближуваш, си во сино.
А кога се оддалечуваш, си во црвено. inside of this one. Rapture of the deep. We're going down to the bottom. Има точно време за раѓање. Има време за прв бакнеж. Има точно време за свечена вечера. Има точно време за умирање. Броеви. Одбројување. Космонаутски ракави. Рачен часовник. Извинете, ако ова ви представува непријатност, господјо. Иако Е ова примерно цивилен случај, заради срамните и непријатни последни случувања, воената полиција беше приморана и должна да се вклучи во сите детали од истрагата. Во овој хаос, мислам во овој трагичен момент во историјата на вселенските истражувања, And in my life, и немавме време, можности и ресурси за да пронајдеме некој друг кој што ќе може формално, правно and all my friends. да го идентификува телото на ова And my dead grandmother. млада господја која што си го одзеде животот скокајќи во And базен. it was this big flickers. Откако го уби својот сопруг, And all my old friends. мислам заедно со украдените космонаутски ракави, кои, ако можам да додадам, се еден премногу срамен момент во историјата на вселенските истражувања, го пронајдовме само уште и вашиот телефонски број. Напишан на раката. Мислам покрај една крпа по боја црвена. И еден рачен часовник, исто така по боја црвена, кој пак не покажува баш сосем точно време. Мислам не баш расипан, сказалките се движат. Само малата сказалка секогаш застанува помеѓу бројките, а не точно на самата бројка. Покажува време нешто како Така мислам. Како второ. Да нагласам дека не би погрешил ако изјавам дека сите ние ја делиме вашата тага за трагичното загинување на вашиот сопруг. Тоа беше космонаут и човек кого сите го земаа како пример. Неговата смрт, тоа е една голема загуба и голем чекор назад во процесот на вселенските истражувања. Но ние нема да застанеме. Ќе продолжиме понатаму, продолжувајќи го неговото дело. Бидејќи во природата на човекот е да истражува, да се вивне во нестутени височини, во потрага по одговорите кој сум, каде одам и од каде доаѓаме. Нека му е вечна славата и Бог нека го...
Ало? Да. Господине капетане, ама јас сепак мислам дека не сум виновен што косморудските ракави били изнесени, да, така мислам. Да. Веднаш кај го уапсам научникот сам. Нема повеќе да мислам, господине капетане, нема само. Да, разбирам, само. Да, разбирам, еве, господине, трчеечки сум таму, господине капетане, само сакав, господине капетане. Ало? Ало? I remember where it came from. There were burning buildings in a fiery Red Sea. Ало? I remember all my lovers. Ало? I Ало? remember how they held me. Ало? World without end. Remember me. Изгледа ке ме шутнат во Багдад. Јас ке морам да одам, господјо. East, Извинете ме. the edge of the world. West, those who came before me. Твојот поглед има супер брзина на мирување. Целиот си во сино кога ми се приближуваш, а од црвено кога се оддалечуваш. Имам доказ. И тогаш, еден ден во весник, видов фотографија од звезда што умира во спектакуларна експлозија. Супернова. Мислам, знаеш, таа изгледа перфектно. Личи на слика од Рембрандт со елементи на Полкле. Личи на слика од рајот. Тоа беше еден ден, кога бев во една од моите дупки. Потоа еден ден задзвони телефонот. НАСА. Ме поканија да бидам Artist in Residence. Ке испитувам убавината во науката или науката на убавината. И интересно беше што конструирале напредно космичко одело кое му овозможува на космонаутот да има 40 пати појаки раце. И 10 пати побрзи нозе. И најинтересно беше во Балтимор. Таму се гледаат сликите кои ги испраќа телескопот Хабл, кој е единствениот таков во орбитата на Земјата. И интересно е што тој телескоп не може да се видат слики. Тако цела низа на броеви. Броеви. И дури потоа таа густа броенка се креираат сликите.
прекрасните бои на светлината над звездите. Ей! Господине! Па кој е овде сега уметникот? Броеви. Броеви. Одбројување. Ej, kako si? Јас сум добро. Само што стасав од работа. Уморен, да. Доста уморен. Сега, не сум космонаут. Ама ни чиновничката работа не е ни малку лесна. Женичке моја, сакаше да се капеш? Немој. Залади веќе. Ей, подај ми ја запалката. Ако се загледаш, ќе ги забележиш сателитите. Шетаат по цела ноќ. Знаеш ли дека всушност со едни големи телефони можеш да вртиш каде сакаш директно преку сателит? Шефот на работа ми покаже ден така. Ей, подај ми ја запалката. Не. Не е то. Не ми се верува. Тој беше таму горе. А јас пак мислив со тебе тука покрај базенот. Не ми се верува. Проблемите ми се решија во еден огнов. Како? И телефонски повик. Гледај. И помирување. Чисто обавено во движење. И пак теш. Огнов. Среќано вече. Бог да го прости. Среќано.
Вистина тој е нашиот најхрабар космонаут беше таму горе. Сега за джабе ќе го носиш тој број на раката уште цела година. Остави Икс да Икс. Ей! Имаш малку време? Мислам, замисли да беше тоа ти. Таму горе. Да беше таму горе. Запален како звезда. Satellites are out tonight. Let X equal X. You know, I could write a book, and this book would be thick enough to stun an ox. А кој те научи што е тоа убавина? And it's a place about 70 miles east of here where it's lighter. Linger on over here. Got the time? Let X equal X. И кога стоиш, се движиш. И кога молчиш, патуваш. И кога ме сакаш, леташ. Ке патуваме заедно. I got this postcard and it read, Ти нагоре, јас надолу. Фала ти за се и збогум. thanks for all the presents. Thanks for introducing me to the chief. Thanks for putting on the feedback. Thanks for going all out. Thanks for showing me your Swiss Army knife. Oh, and thanks for letting me autograph your cast. Hugging kisses XXXX0000. Еј, господине, вас треба човек да ве држи на око цело време. Да се бегало од карантин, мислам. Срамота, космонаут па така да се однесува. Ало? Да? Да, веднаш. Еј, господине, застанете, почекайте. Ова е што итно за вас. Мислам дека ќе е подобро да го земете сателитскиот. Ќе снема мрежа. Сателитот ќе очера. Итно е, мислам. Така мислам. Господине, веќе доцните од бројува, тоа никогаш не застанува. Не застанува од бројува. Ало? Ало? Добро утро. Како си? Како спиеш? Супер. Се е одлично. Не сакав да те разбудам. Супер.
Се е одлично. Спиеше како јагне и не сакав да те разбудам. Да. Да, нешта е таму каде умот се одмара и се приготвува за следниот ден. И потоа се од почеток. Ало? Срце. Господине, ова од бројува. Ке се договоривме нешто. Ке се договоривме дека што било и од сега банатот на станица. Не ме разбра. Че не ме разбра, си нервира за джабе. Сакам да ти кажам да имаме втор почеток. И во тоа е убавината. Саканицо ме слуши. Ало? Ало, слабо, ќе го облече црвениот фустан и... Господине, од бројува. Ајде, молам, повтори. Ало? Ало? Срце, почекајме само уште ова полетување, само до летото почекајме и после сум овде. Ало? Ало? И да излезем од оваа каша и да си простиме и втор почеток и... Кој те научи што е тоа убавина? Мислам нешто... За прв пат гледам вакви ракави. Мислам сина и црвена црта на ракави на космонаутско дело. Мислам... Убаво стоят. Така мислам. Господине, ова од број. Ајде. Продолжуваме. It takes a long time for a mouse to realize it's not trapped. But once it does, something inside him never stops trembling. Ей! Застани! Ќе го влече в црвениот фустан. И ќе ти речем дека те сакам. И ќе си простевме. Ќе ти простев за деновите поминати со неа покрај базенот. А ти ќе ми простиш зашто сакав светска кариера, а не деца. Ќе го влече в црвениот фустан. И ќе чекав до летото да го следиш. Сакав да ти кажам. Сакав да ти кажам да имаме втор почеток. И во тоа е убавината. Саканица, ме слушаш? Сакам дека рачниот часовник не ми е расипан. И двете сказалки се движат, но малата сказалка секогаш застанува помеѓу бројките, а не точно на самата бројка и покажува време нешто како 10 минути до 20 после 2. Ти напишав симфонија. Симфонија во сино, сите
симфонија во црвено. Сите работи кои не беа во симфонијата во сино. Последна симфонија. Сите ноти отвирени на нас. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Power clear. Reporting no load. Put the program and put on a proper heading. Додека распрсканите парчиња од Space Shuttle ги совира од Калифорнија до Флорида, знаев дека си тоа ти таму горе, запален како цвеста. Таму горе, запален ко цвеста. Срце. Concentration. Empty your mind. Let the rest of the world. Полетувањето е највозбудливиот момент од секој лет. Многу го сакам полетувањето. Најмногу го сакам. Те прави свесно да ја заборавиш свеста. Како да си опијанет и кристално свесен во исто време. Се препушташ нешто како на автоматски пилот. Црвениот оган прска од жрелото на ракетните мотори. Неверојатен татнеш, неверојатен потисок, неверојатна сила. И како крв, црвената крв скока низ ситните капилари на очите, а потоа наеднаш леснотија, безтелесност и големото синило на светло-синиот мејур на планетата Земја. И во сето тоа смирувачко синило на лептечките континенти и океани. Жарат неколку црвени точки од минатиот живот. Од животот од пред 10 минути, 10 години, 10 века, 10 секунди. Ене, на оној брег, што е малку подисправен, си легнував секоја вечер и се будев со надеж. Ене пак, на оној свиок, што е малку подзакосен, седевме со неа еден спроти друг и ништо не прозборевме. Ништо не си кажавме. А потоа настапува подсвеста која не комуницира со зборови, туку само те прашува: еј, ја гледаш онаа црвена боја? На што те потсеќа? А онаа сина боја? И цвести.
илјадници звезди во видокругот. Многу од нив умрени уште пред многу години. Но нивната светлина дури сега допатувала доттука, бидејќи светлината не умира. Не умира, а бесконечно патува. И во сето тоа сино црвенило се почнува да мириса на светлина. И се станува like rotten junk into the land of the dead, where mummified kings and А потоа слетување. Фала ти. Фала ти за се. Побегнав од карантин за да ти го оставам ова. Се надевам за спасение. И ти ги оставам овде покрај базенот за да не забележиш. Самата ќе откриеш како се употребува. Сега с Богом. С Богом. одам да полетам. И кога стоиш? Се движиш. И кога молчиш, патуваш. Кога ме сакаш, леташ. Ќе патуваме. Ти нагоре, а јас надолу. Кога се приближуваш си во сино. А кога се оддалечуваш, си во црвено. Тоа што не го разбрав, тогаш беше звездите не се наоѓаат на случајни места. Тие се наредени по таен распоред на небото и нивната боја ти покажува нивната возраст, големина, каде се создале, како настанале. Јас до тогаш го немав разбрано тоа. Не бев ни свесна дека живееме во еден голем, огромен часовник. Господине, застанете! Не, почекајте. empty your mind. Let the rest of the world Господине, застанете! Не, почекајте. rocks and stone. Broken bone. Everything eventually comes crawling. Господине, секоја техничка направа треба со внимание да се ракува. Па не ви ова... Видете, ова ви не, треба да се знае кој копче да се, не да се притиска, да се активира. Извинете, можете ли да ми кажете каде сум?
Много подалеку од мојата лабораторија, отколку што вие се мислите, па не може човек да ме скаса, невозможно е за хуманоид да му парира на ова дело. Не, ова дело, да. Што се случи? Прави ново движение. Кажам, твоите нозе, не. Процентот на снагата на твоите нозе е зголемен за 10 пати. А пак силата на рацете може... не, силата на рацете е зголемена за 40 пати. Ово дело е уметност. Не, што реков, тоа не е уметност, тоа е уметничка наука. Не, научна уметност. Не! Ово дело е ремек дело. Тој е Рембрандт, ама со елементи на полкане. Покажем за награда? Не за награда, за Нобелова награда. Може ли да го разклопим? Не, што да? Мола? Сакате да кажете да го уништим ова дело? Не, ова дело, да. Видите? Значи, научно кажано, се што може да се склопи и се расклопува исто така, како резултат на тоа. Значи може. Да, теоретски, да. Не. Ногавиците се нефункционални без целината. Скафандарот може без ногавиците, но не и без торзото. Значи и ракавите можат и сами. Теоретски, да. Не! И теоретски и практично, да. Ќе ги поземам. Не, што да? Мола? Ќе ги земам ракавите со мене, ќе ти ги вратам кога ќе светам. Да. Се разбира дека тие ќе бидат за сето време на емисијата. Со тебе не, на тебе. Не, нема да бидат на мене. Ќе ги однесам до едно место каде навистина ќе бидат попотребни. Овој пат тие нема да ги видат звездите. Некој друг ќе си ги избори сите звезди во главата. Тој дека никогаш нема да крене рака на неа. Разбираш? Дај доказ. Не. Да. Видете? Ова би ме терало малку постап карактер да се замисли малку над својата верба, ако ништо друго тогаш во законот на веројатност. Ќе ги дадам за спасение. Научнику, не сакајки ќе направиш добро дело. Нема шанси! Нема шанси! Нема никакви шанси! И, господине! До полетувањето има 6 часа. А ти имаш 5 часа за да изработиш исти вакви ракави, само лажни. Бидејќи за исти вакви неки имаш време. За да не ги помешам. Да лажните ракави ќе ставиш една црвена црта, една сина црта. Тие бои одговараат на ситуацијата. Зошто? Зошто? Не знам. Немам доказ за тоа. Лажните ракави ќе ги носам со мене горе, а овие ќе ги оставам на едно место каде навистина ќе бидат попотребни. Тој веќе никогаш нема да крене рака на неа. Разбираш? Сино, црвено. И кавга, и телефонски повик, и помирување, и бакнеш, и свечена вечера, и следно утро, и огномет, и несогласување, и кавга. Јас сум висок само 180. Не! 179 сантиметри и многу работи можат многу лесно да се изгубат во овој многу
Много голем свет со много километри и ледници били големи. И нешто што има само 180, не, 179 сантиметри може много лесно да биде изгубено во оваа со јадници, светлосни години, голема. Вселена. Ни лицето генерално земено ја нема она димензија што си мислиш дека ја има. Или да речеме дека си ги миеш забите или се причиш и си пред некое големо огледало. Си мислиш дека твоето лице помалку или повеќе има, да речеме, природна величина. Изгледа сосема веродостојно дека се работи за вистинско лице. Но следниот пат испружија раката и измерија таа слика што ја гледаш. Ставија раката на огледалото и ќе видиш дека твоето лице е толку малечко. Тоа е половина од својата природна величина. Вистинско изненадување. Мислам, миеш заби на лице кое се собира на миење. Јас сум изненаден. Не! Јас сум всушност фасциниран што се може да се направи на едно такво малечко нешто. Не! Не! Освен некој се нека причи лицето една малечка. Господине, застанете! Не, почекајте. Еј, колку е часот? Десет минути до 20 после 2. Страшно.
се немало време никогаш. И никој фала да ти каже. И никој да не те третира сериозно. Па добро, не сме космонаути. А мајник имаат една успешна мисија без нас. Чиновниците. Никој не те признал. Иседен дома секоја вечер. Без 8 часа спиење, не си за ништо на работа. 8 часа. Секоја ноќ. Часа одсутен од света. 8 часа. Трчање бос по некои чудни темни тревници и гледање како мртовци стенуваат од подземја. Те гледаат со големи, црни, влажни очи и трепкаат. 8 часа. Во некои напуштени детски игралишта и тепање другари од детството. Ти возрасен и силен, а ти уште деца. Им ги кршиш вилиците, им ги вадиш очите со прсти. Очите. Очите како топченца. Газиш со новите лакирани чевли. Како да гасиш цигар. И после... Опс! Тука сум, пак! На земја. И тоа се нарекува спиење. Пак ја прашам, еј, добро утро, како си, како спиеш? А таа ти ми одговори, о, супер, супер, се е супер и ќе отиде на кафење на базенот. И тој доаѓа и си шепнатот. И го заборава овој глупав црвен часовник. Барем да не го оставиш. Барем малце да поглумевме дека се е супер. И после повторно тепање и тепање. По отсуство од 8 часа. Пак. Тепање. И тепање. По отсуство од 8 часа. I remember where I came from. There were burning buildings in a fiery Red Sea. I remember all my lovers. I remember how they held me. World without end. Телефонски повик. И помирување. И оно што е прво. Свечена вечера. И следно утро. И начин на кој можеме да држиме две работи одеднаш. И 6 часа. И 5 часа. И одбројување.
Извини. Не знаев, не бев ни свесна дека живееме во еден огромен часовник со втори почетоци, втори раѓања, а први умирање. Двете сказалки се движат на малата сказалка, секогаш застануваат меѓу бројките, а не точно на самата бројка и покажува време нешто како 10 минути до 20 после 2 од овој месец. Илюминатиот минатиот месец бевме со цела група на концерт во Италија. Прекрасен амфитеатар, тиха пролетна ноќ, а публиката со големи убави црни очи. И некаде на средина слушнав ново музичко парче. И си помислив, од каде доаѓа оваа прекрасна мелодија? И тогаш сватив. Не бев свесна дека мелодијата доаѓа од едно дрво десно од бината каде што беа закачени сите тие светилки во боја. И го здогледав бувот. Малечкиот прекрасен був. И ние свиравме дует. И тогаш си помислив, сега би можела на лице место да умрам од убавина. Зашто животот не може да се живее поубаво од овој миг. И ние свиравме уште некое време, а публиката, која беше составена од припадници на човечкиот вид, нема не слушаше. Го слушаше овој дует. Тогаш се почна да ми се враќа наназад. Да се одмотува од обратна страна. И намирисав нешто. Ми замириса на светлина. Почекај. Застани. Здраво. Како си? Јас сум супер. Пак те тепал. Пак. И ќе го задавам. Ќе го... Зошто не го пријавиш? Зошто? Ќе смислам нешто. Морам да најдам нешто за да ти помогнам. Устави Икс да биде Икс. И кавга. И телефонски повик. И помирување. И бакнеш. И свечена вечера. И следно утро. И огномет. И премногу силна светлина и авион без патници кој лета и лета кој знае каде. Бакни ме. Има многу малку време. Одбројувањето ми е започнато. Тргнав за да го однесам часовникот на поправка. А не е расипан. И двете сказалки се движат, но малата сказалка секогаш застанува помеѓу бројките, а не на самата бројка и покажува време, нешто како 10 минути до 20 после 2. Па излегов порано од дома, ќе морам после да брзам за овој карантин.
Полетувам за 2 дена. I'll be there. I'll leave you. А ти? Пак на капење. Не ти е ладно? Види кој ми кажува. Од каде ти е оваа убава кошула? Ми ја соши жена ми од моето старо бебешко кебе. Немаше друга испеглана пука по рабовите. Ајде не го трошиме време. You'll sit on my chair. Директна врска со минатото. Врска преку стари излитен памук. Врска преку твојата кожа. Страшно. Знаев дека нешто ми недостасува за да те имам. Само не знаев што. Не можев да посочам со прсти да речам тоа е тоа. Но затоа секогаш си кажувам во себе си стисни зави и продолжи понатаму. Продолжи понатаму. Ние се знаеме колку? 4 или 5 дена мислам. Доаѓаш тука, ме гледаш додека се капам и тивко си заминуваш. Без преградка, без бакнеш. Бакнеме сега. За збол. Кој заборави часовникот. Еј, може би мене убаво ќе ми стои на костумов глупав црвен часовник. Лази си ми со такви дарежни луѓе. Значи, нависки да си со него, а? Кај тоа се пакет глупав крив? Кај се запусти? Почекај. Зашто не застана кога те викнав? Но ти не го направи тоа. Не ме почека. Супружниците треба да се слушаат меѓу себе. Зошто не застана кога те викнав? Но ти не го направи тоа. Не ме почека. Зошто не ми довикна? Еј, мажу мој.
зашто ме остави сам. Уште одамна. Ќе не беше убаво. Кажи ми, зашто не ме чекаше? И ако не го избришеш тој глупав број на раката, ќе ти го ишмирглам со секоша. Кој те научи? Што е тоа? Убавина. How to find you? Maybe by your singing, we trail notes in the water. One white whale in all these oceans. One white whale slipping through the nets of silence under polar ice caps miles down. Еј, господјо, застанете! Почекајте! Треба до 900 саат да се јави во карантин. Одбројувањето веќе е започнато. Полетувањето ќе се случи за точно 48 часа. Тоест за 2 дена дојдов да го земам како и секогаш. Излезе порано од вообичаено. Мислам дека ми го однесе часовникот на поправка. А како да го добијам? Мора да ме научи. Да некако да ми кажи. Некако да го добијам? Нема шанси. Господ да сака нема да може да го добие. Мислам, ништо живо не може да го добие пред самото лансирање, така мислам. Дури ако има нешто многу важно што треба да го чуе. Дури ни тогаш. Ако тоа влие врзане да описувам во најпозитивна смисла на зборот, ако фати дека има зашто да се врати, има каде да се врати. Да му кажам, еј, те сакам. Ке ти простам и за неа и за се. Ке го облечам црвениот фуслан. Ке те чекам до летото, додека да следваш. Мислам, има еден член во регулативата кој што нагласува дека се што е во насока на одржување на добрата психофизичка состојба на космонаутите Запишете ја шифрата што ќе ви ја дадам.
Ќе можете да ми се јавите на сателитскиот телефон. И тоа за точно 47 минути. Тогаш тој ќе биде пред легување во Space Shuttle, плюс сателитот ќе биде во поголна позиција за трансмисија. Isn't it just like a woman? She's... It's hard. It's just hard. It's just kind of hard to say. He said, isn't it? Isn't it just? Isn't it just like a woman? Мислам, бидете точни до секунда, затоа што после сателитот ќе одчепна. Така мислам. Goes that way. Ей! He said, Господјо, isn't it? Isn't it just like a woman? She said, it takes one. Takes one too. Takes one to know one. He said, isn't it just like a woman in the sky? And he looked like he Тоа might се have been случи a check clerk во at a голема nice соба, rig, полна со луѓе, which in fact секакви луѓе. he turned out И to be. тие, And I сите тие said, пристигнаа горе-долу во исто време. oh boy, И сите беа слободни. again. И сите си го поставуваа истото прашање. Што има позади завесата? И се роди. Значи и ти си слободна, затоа среќен роден ден. Sky blue sky. Драг пријателе, драг мој мажу, слушај. Само сакав да ти кажам фала. Значи, фала. Фала за сите подароци. Фала што ме запозна со твојот шеф. You know, Фала што ми го покажа твоето војничко ноже. thick enough to stun an eye. Фала што се даде целиот. Преградки 'Cause I can see the future. и бакнежи. А сега збогум. Збогум си одам, а ти 70 miles east of here. ми мафташ и се враќаш на работа. Linger on over here. А пак, Got the time. добар ден и за тебе и X. ајде одиме повторно. X. Преградки и бакнежи. Еден ден таа ќе го облече својот црвен фустан и ќе ти прости за се. А и ти ќе ја простиш. И ќе свирите дует. И после за мене. I got this postcard. And Фала ми за се it said, и збогум. Стисни зъби и продолжи понатаму. Продолжи понатаму. Од друга страна, голема среќа е што има толку многу простор и толку многу време во Вселената, што сигурно е дека нема да се потроши скоро. Како што се троши водата. Oh, and thanks for letting me autograph your cast. Hugging kisses XXXX0000. Oh yeah. P.S. I feel like I am in a burning building, and I gotta go, 'cause I feel
I met this guy, and he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink. Which, in fact, he turned out to be. Сакав да си легнам порано. Извини, на часовникот не ми се виде дека е толку доцна. Треба да си го поправиш часовникот. Ама ти и така никогаш не гледаш на него. И двете сказалки се движат, но малата сказалка секогаш застанува помеѓу бројките, а не точно на самата бројка. И покажува време нешто како 10 минути до 20 после 2. Што да кажеме уште? Иди. Сакам да ти кажам уште... Сакам да те прашам нешто, а ти да ми одговориш. Знам дека веќе имаш закажано концерти, турнеа и да, свесен сум дека се ова твоите да се биде или не во твојата кариера. И не мислам само на моите обврски. И не те обвинувам што не сакаш да имаш деца. Јас не сум многу често на земјата. Ама само уште ова полетување. Само до летото почекаме и после сум овде. Само до... Замисли само да живееме покрај пруга, по која секој ден се движат товарни возови. И целата куќа ни се тресе после секој воз што поминува, и полиците се тресат, вибрираат како од земјотрес, и сите скапоцени работи што се на нив, како што е кристалниот сервис или чиниите што ги носиш после секоја своја турнеја, замисли дека после секој едно такво тресење паѓа по една таква скапоценост. И секогаш кога ќе падне по една таква скапоценост, ние ја заменуваме со некоја друга, поевтина. И тоа се случува повторно и ние ги заменуваме повторно и повторно, се додека не се наполдиме со еден куп ефтини работи, наредени, позакачени на секаде околу нас. Се надевам дека кога ќе се вратам, барем еднаш ќе го облечеш црвениот фустан. Одлично ти стои. Ке ти го однесам и часовникот на поправка, ред е да се поправи, не е ефтин.
Поетот знае дека научникот бара доказ дека времето може да се живее во сите негови насоки, зашто ако живееме во сегашноста со желбите за иднината, зошто тогаш паралелно да не може да се живее и минатото, и зошто времето да не може да се живее во сите негови насоки, тогаш да го избереме само она делче што го сакаме. Она ситно парче убавина во кое можеме да се изгубиме без времето зад нас и бесконечно долго, да се изгубиме без зборови, како светлината. Да останат само бои, сина, црвена и двете сказалки се движат на малата сказалка. Извини, не знаев, не ми свесна дека живееме во огромен часовник. Не сваќав дека има втори почетоци, втори раѓања, втора надеж, а само една смрт. Не знаев тогаш кој ме научи што е тоа убавина. Звезда умира, татоа го прави со огромна, не, со најголема експлозија што Вселената ја знае. Супернова. Испушта светлина, не, испушта најсилна светлина што Вселената ја знае. Звездата е умрена, нека не умрена, таа е само отсутна, но светлината што испуштава останува присутна. Останува да патува бесконечно долго во Вселената. Во бесконечната Вселена. Ние научниците тоа го нарекуваме втор почеток или второ раѓање, зашто во таа експлозија на суперновата се испуштаат сите главни физички, хемиски и секакви останати елементи од кои единствено е возможно да се создаде повторно нешто. Не нешто, да се создаде живот на некоја планета. Тоа е уметност. Не, тоа е живот. Тоа би е како во воените филмови. Главниот юнак го прострелува некако куршум да неговото светло дело станува и понатаму да живее. Да. И така нема што да се плашиш. Научно е докажано дека смртта е само отсуство на присуство, ништо повеќе. Но и ништо помалку од тоа. Така и мислев. Само да знаете какво дело измислих. Силата на рацете. Ја зголемив за 40 пати. Дозволете ми да ве запознавам со мојата мила женичка. Само внимавајте како пуштате рака. Гризе! Хвала ти многу, хвала ти за се. Браво. Не. Вашата жена свири прекрасно. Да, понекогаш тоа го прави со часови. Ако би убава на душата, знае да се изгуби во време. Добре да те релативно го кажа. А низиниот часовник секогаш покажува време нешто како 10 минути до 20 после 2. Мислам дека ќе мора да го однесете на поправка. Ме молам, немојте да го носите. Имаме ли шанса да ја чуеме повторно? Зашто да не? Еве ќе ви го дадам нашиот број слободно еве.
Опа! А tu sa otenkala za селенски услови. Саме до годинава да не тракате. Значи нема проблем за базен. Мажа ви кажуваше дека се капе при 8 часа на ден. Аха, а само помножено со X. А не заладува на вечер. Оставете X да биде X. И јас никога ми се капел така. Знам, мирисам. Колку ми е убаво, што би можел да умрам од убавина на лицемерство. Мислам, животот не може да се живее убаво од овој час. Молам, во чест на скорото полетување на новата вселенска мисија, ве повикувам да му наздравиме на најхрабриот меѓу нас. Да сме живи и здрави. На здравје. And so you came. So happy birthday.